Мене ми се денеска интересни некои македонски политичари, новинари, колумнисти, интелектуалци, кои на глас на македонските медиуми се чудат, нели, јавно се чудат, кај се направдени бугарите, зошто тоа не постои. За жал тоа постои. И тоа чудење на некои македонски, нели, структури воопшто не е коректно и не е во релација со реалните односи. Не сакам да зборувам за односите, значи и третманот, нели, на тие македонски бугари после 45 година, при што морам да кажам дека тука навистина има една сериозна бројка на македонски граѓани кои после 45 година сакаат да се чувствуваат како бугари, меѓутоа македонската, нели, југословенската држава тогаш го забранува и, нели, многу од тие се изложени на тортура. Второ, таа политика продолжува перманентно, нели. Значи, јас сум поминал низ тоа југословенско образование и морам да кажам дека во тоа време пресијата повеќе се одвиваше на, како се вика, образование, преку системот на образованието, преку системот на телевизиите, преку системот на културата, преку филмската уметност. И сето тоа правеше еден психолошки притисок на тие луѓе кои сакале да се чувствуваат како бугари. Тоа не е без сомнение. Конечно, јас во ранените 90-ти години, кои ја направи ВМРО ДПМН, сите тие луѓе кои се чувствуваа за македонски бугари или бугарофили, нели, на некој начин, најдоа свое место, прибежиште во ВМРО, моето ВМРО, не дежното ВМРО, и тие беа многу активни борци за самостојна и независна Македонија. Многу луѓе знам, не е во ред, бидејќи некои од нив си починати да ги спомнувам по имења и по презимења, меѓутоа, еве јас ќе ви кажам дека 95% од оние луѓе кои беа судени за ВМРО, сите имаа етикета ванчовисти и бугарски предавници. И сега кога некој политичар во Македонија се чуди, как така во Македонија бугарите се малтретирани затоа што биле бугари. Имате во судските процеси дека е осудуван за тоа што е бугарофил. И никој не ги тера лудба тогаш да им пишува дека се ванчовисти и бугарофили, нели? И ќе потсетам дека првата унија на ветерани на ВМРО ДПМН беше целата составена од ванчовисти. Денеска унијата на ВМРО ДПМН се луѓе кои станале членови 96-та или 2000-та година, членови на ВМРО. По моје време, унијата на ВМРО беше сите до еден беа политички затвореници, најголем дел од тие беа, нели, беа точно јасни дефинирани по таа ситуација, по таа проблематика. И конечно, доаѓаме до ден денешно време, факт е дека таа пресија се случува и до ден денеска.